Здраво, здраво! Уште едно издание учиме германски со Левел. Јас се надевам веќе добро напредувате со изучување на јазикот, дека веќе го совладувате ова А1 ниво. Имавме различни категории на зборови. Имавме облека, храна, делови од тело, зборови кои што се поврзани со куќа, глаголи. Денеска одлучив да направам една лекција за придавките. Што се придавки? Придавки се зборови кои што се додаваат на именката и ја дообјаснуваат. На вас тоа толку не ви е ни битно колку да сватите што е придавка или кои зборови се придавки. Например, придавка е нов, стар, голем, млад, убав, например, лесно, тешко, високо, брзо, споро, сето тоа се придавки. Ние започнуваме во ова лекција со, да кажеме, некаде од прилика околу 40 на придавки, кои што се најмногу употребувани во А1 ниво. Gross, голем. Gross. Klein, мал. Neu, што значи нов. Alt, стар. Alt. На, блиску. Забележувате кај некои од придавките имаме и опозит или спротивно. Например, од нов имавме стар, од голем мал. Ќе дадам за некои така и значи опозитот или спротивна придавка. Од некои, бидејќи малку се може потешки, ги нема во ова еден ниво, ќе ги оставиме за понатаму. Hoch е висок. Niedrig, низок. Gut, добро. Schlecht, лошо. Модерн, модерен. И сега тука имаме една комбинација alt-модиш. Alt беше нели стар, модиш би било како модерно, старомодно или нешто старо, нешто што не е сега актуелно. Сигурно во лекциите го имате сретнато и bequem, што значи удобен, а неудобен би било unbequem, неудобно нешто, unbequem. Скапо на германски е тоја. Скапо, тоја. Веќе се надам ги совладавте правилата за читање, е и у го изговараме како ој и на крајот имаме е и р, а, тоја. Билих, ефтино, и г на крај, их се изговара, билих, ефтино. Понатаму имаме богат, богат е рајх. Млад во германскиот е јунг, млад, јунг. Опозит од млад, како пред малку што имавме neu alt, јунг оди како опозит alt стар. Многу е фил, додека малку wenig, wenig, малку. Толку би било lang, додека краток, кратка, kurz. Веќе знаете за убав, се користи schön, убав, убава. Груб ќе биде hässlich, hässlich, груб. Како да кажете на германски лесно? Leicht, leicht, лесно. Додека опозит од лесно е тешко и се изговара schwer, тешко, schwer. Брзо на германски е schnell, брзо, schnell. Споро сигурно сте го слушнале на часовите, langsam, langsam, споро. Уште еднаш да напоменам дека овие видеа се само како мала помош во изучување на германскиот јазик. Левел одржува онлайн часови по германски јазик.
И постојано имаме формирање на нови групи за А1. Се разбира, има и повисоки степени, повисоки нивоа, меѓутоа за А1 ниво постојано се формираат нови групи. Овие материјали само помагаат за изучување на германскиот јазик, како и скриптата која што ја имаме направено за да ви биде полесно учењето на јазикот. Одиме понатаму. Хајс, жешко. Студено е калт. Калт, студено. Кога сме веќе кај жешко и студено, можеме да го спомнеме и зборот топло. Топло е варм. Топло, варм. Вкусно е лека. Вкусно, лека. Сега тука го имаме и невкусно. Еклих. Еклих, невкусно, невкусна храна. Меко е вајх, меко. Фајн е тенко, фајн. И уште неколку збора, имаме тука брайт, широко, брайт. Шмал, тесно, шмал. Хел, светол, светло. Хел. Освен светло имаме и темно, дункел, темно. Интересно, на германски е лустих, интересно, лустих. И нешто кога ви е здодевно ќе кажете лангвајлих, здодевно. Имав идеја во оваа лекција да ви кажам и неколку примери со овие придавки, меѓутоа не би сакал да биде предолга оваа лекција, така да ќе завршиме со придавките. Усовршете ги од оваа лекција, научете ги, па ќе продолжиме и со примери во некоја од наредните лекции. Ви посакувам убав ден и убаво расположение. Чус! Скрипта германски јазик со медицински термини. Доколку имате потреба од дополнителен материјал, дополнителни зборови од делови од тело или материјал кој што е поврзан со медицина, пишете ни на нашиот линк кој што ќе го најдете во описот на оваа видео и нарачајте ја нашата скрипта со медицински термини за полесно изучување на германскиот јазик. Левел едукативен центар.